Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Трајко Велјановски, поранешниот председател на Собранието, ќе ги собере на заедничка маса представниците на политичките партии, ќе се обидат да најдат компромис за составување на комисијата за избори и именувања. Доколку не се состави оваа комисија и доколку пропадне обидот на политичките партии, дали е возможно да се избере председател на Собранието? Да, тука има повеќе прашања, но првата асоциација ми се наметнува да го поздравам господин Трајко Велјановски и да му посакам добри нерви, зашто рековте ќе собере само горчина. Нема ништо сладко да собере, зашто таква е должноста. Иначе сега се сеќавам јасно во Собранието, барем во моје време, а и сега, постоеше една многу добро уредена со македонска резба соба, која се викаше интерно Охридска соба. Сигурно уште интерно тамо така се вика. И во таа Охридска соба имаше една огромна маса, сигурно уште постои, тркалезна. И тука се кршеа копијата, кои и тука тие седници на кои се кршеа копијата беа наречени така со еден европски јазик, угладен координација. А тука идеше до разни конфликти. Не беше баш координација, координирана координацијата, но секако имаше одреден ниво. Јас во таа соба го загубив здравјето. Се здобив со едно огромно искуство за сметка на тоа, но намерно кои ќе дојде странски државници ги примав само и исклучиво во таа соба. Ниеден не прими во кабинетот, горе во канцеларијата, за да вдишат малку од македонската атмосфера и малку да се подослободат од илузиите дека дошле во Банту или Руанда Рунди, да сватат дека дошле во една цивилизација која е постара од нив, од сите. Така што ми се чини дека со оглед на изјавите што доаѓаат од ВМРО ДПМН е дека од кај нив не треба да се очекува никаква, да речам, обструкција, барем не за сега. Се чини дека овие координации некако ќе поминат. Но се зависи од тоа како ќе и кој ќе биде предложен за председател на Собранието, ипак се зависи од личноста. Не би се осмелил да прогнозирам, но ми се чини дека очекуваната драма на координацијата ќе изостане и драмата ќе се случи покасно и на подруги места. Мислите на комисијата за избори и именувања тогаш, доколку нема... Не на комисијата, затоа што тие се автоматски елементи. И во комисијата мнозинството ќе има мнозинство, како што има и во пленарните ситуации мнозинство. Она што е суштината на драмата е тоа што представителите на македонскиот народ во парламентот ќе бидат постојано мајоризирани, односно надгласувани и како мнозинство и како народ. Значи, парадоксалноста на ситуацијата е тоа што мнозинската национална заедница е малцинска во парламентот, затоа што гласовите се поделени на две партии од таа заедница и затоа што има многу јак сега еден талас на влијание од други држави. Така. Во случајот од Албанија. Сега албанците ја сватија флоскулата на Заев сега му е мајката, ја сватија дословно, ама се ми се чини дека ги испадне дека сега не му е мајката, дека сега му е маштеата, затоа што американската политика, тој центар, не им е више мајка и се повеќе им е маштеа, така што таа закаснета флоскула нема да функционира, но ќе видиме.
Досега комисијата за избори и именувања броеше 13 члена. Во деловникот не е прецизно наведено колку членови треба да брои ова собраниско тело, меѓутоа со оглед на тоа што веќе се јасни бројките од предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември, како би бил соодносот на партиите во ова собраниско тело? Каков и да е соодносот, аритметиката само се перпетуира. Така што опозицијата во нашиот парламент можела, имала право и го користела тоа право да на некој комисија има председател, односно председавач. И тука тоа се случувало и тоа пак ќе се случува, значи на некој комисија би била председавач, односно би дала председател ВМРО ДПМН како најбројна партија во парламентот, најбројно велам како партија, по број на освоени пратеници. Сега, инаку, за жал, за добро или за лошо, овој пат за лошо, во комисиите бројно е застапено и мнозинството парламентарно. Во овој случај би тоа било коалицијата на Заев и Дуј. Што значи дека тие би имале повеќе членови од ВМРО ДПМН, секако тука би влегле и пратениците од БЕСА. Да, и не им е потребен ни Бадентер никој. Сега е проблемот. Зашто македонската национална заедница нема Бадентер. Јас кога бев тамо председател, ќе се донесеше еден закон со нормално гласање во парламентот, каде што мнозинството е секогаш мнозинство, требаше да се прегласува тоа, за да се види дали и Бадентеровото правило ќе биде застапено, за да се види дали не се можеби албанците мајоризирани, надгласувани на сила. Сега немаме таков инструмент. Сега македонците ќе бидат надгласувани на сила. Значи, кој е за готово. Нема ни едно правило кое тоа би го оспорило, освен председателот, кој има право законот да не го подпише, да го врати, но за 2 месеци експресно законот повторно се гласа и овој пат мора да го подпише. Груевски најавува дека ќе понуди еден документ од страна на ВМРО ДПМН со кој ќе се најде излез од политичката криза. Што може да очекуваме од оваа партија и од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, што може да видиме во тој документ? Треба да очекуваме пак еден конструктивен документ, може да чекор понатаму од ова, што е предлогот. Но, што и да видиме, јас мислам дека стравот на Заев е толку голем, што со војна музика да го внесиме во палатата на владата на Македонија и сите да сме за него, цела Македонија, комплетно, со плебисцит, да владее 9 години, да не е незаменлив, нема да се осмели да го прекрши ветувањето што го има дадено на албанци, нарочно на во Берн. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.